se podsmieva ko hulleja Isusa. Ty što urivaš ipak slnci dúvaš rámot, ako si syn od Boží, slezi od krsta sám i spasi se. O Bože môj, zašto me ostaví? O Tatko môj, zašto me ostaví? O Bože môj, zašto me ostaví? Zemia tá razpuká na páčiňa, groboví se otvoria, svätý voskresná. Voskresna od mŕtvych, so smrta ja pobedi i na tie grobovite život im podarí. Mír vám. Ние пееме ова песна на големиот празник Великден, а поголем брат луѓето не го разбираат. Не ја разбираат суштината. И кога ќе им кажете дали верувате, па верувам, има некаква сила. И не разбираат што значи да се победи Христос воскресно од мртвите, со смртта ја победи. Значи ако ја пеете оваа песна во вера, навистина вие би се отворило вашето срце и би биле Христови молитвени војници, следбеници, и живееле еден благословен и богоугоден живот. Ти благодарам, Татко Небесен, што ми подари уште еден ден. Ти благодарам што ми даваш сила, што ми даваш слово со власт, што ме облекуваш со Твојата љубов, што ме научи да простувам, да љубам, што ме научи да чекорам со Тебе, заедно по Твојот единороден Син, Исус Христос. Благодарам што не ме оставаш да паднам, испраќаш ангел да ме подигне. Ти благодарам за се што имам. Ти благодарам што ми даваш чисто срце за да те видам, Татко Небесен. Ти благодарам што ми даде дар на верба да поверувам во Исуса Христа и да го повикувам. Исусе, Исусе, зашто е пишано кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Оче наш, кој си на небесата, те молам секој збор, секое слово што ќе одекне денеска, да ги допре луѓето во нивните срца, оние што го слушаат и што го гледаат, да им ги отвори Твоите срца, нивните срца, да им ги отвориш срцата, зашто тие се Твои срца, Ти си ги создал. Да те препознаат, да поверуваат во Твојот Син Исус Христос, да те повикаат, да се вратат кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, зашто тоа е единствената смисла на нашиот живот. Татко мој кој си на небесата. Суштински ние ако останеме и го читаме Светото Писмо, тогаш како што вели Исус и Отецот ќе дојдат и ќе направат сокровиште во вашето срце и ние зборуваме за категорија на живење со Бог, односно Бог да живее во вас. А тогаш се раѓа еден духовен човек, како што пишува во Светото Писмо, има тело душевно и тело духовно. Тогаш се раѓа еден духовен човек, зашто телото е од земја и во земја ќе се врати, а душата оди кај Бог. Тоа е христијанството за кое пееме, бидејќи Христос воскресно од мртвите, нели? Христос воскресно од мртвите со смртта ја победи.
со својата смрт, бидејќи тој умре за сите нас на крстот. И затоа ја славиме Великден, ја славиме победата на Господ Исус Христос над смртта и сатаната. Значи, Великден не е за храна, за пиење, за јадење, за правење обреди. Убави се народните адети, лапцани јајца, тој е адет од криско-микенската култура, го има на фреска, покрити Микена, тој е некаде 1500 години пред Исус. Значи, тоа е народна традиција и тоа покажува колку долго македонскиот народ општи со Бог. Значи, кој е меѓу вас мудар и умен, продолжувам со соборно послание на светиот апостол Јаков, 3 глава, од 13 стих, кој е меѓу вас мудар и умен, нека ги покаже преку своето добро однесување делата своји во кроткост, делата своји во кроткост и мудрост, потоа ќе ги препознаете вистинските христијани. Тие не осудуваат, не викаат. Има еден стих вели: и гласот негов нема да се слуша по раскрсниците за Исус. Нема да се кара и да вика, и гласот негов нема да се слуша по раскрсниците, бидејќи тој ни е даден. Поучете се од мене, врви по мене, остави се земно, вели Исус. Остави се земно, не подразбира се да продолжиш и да оставиш, туку да се одврзеш од врзаноста за земното, бидејќи кој го љуби светот не е од Отецот, не го љуби Отецот. Но ако во срцата своји, значи послание на апостол Јаков, 3 глава, 14 стих, но ако во срцата своји имате горчлива завист и карање, не фалете се и не лажете против истината, ако некому ве нервира, не сте му простиле. Значи, Господ вели чисто срце, сокрушено срце, чисто срце пред Господа. Блажени се чистите по срце, се вели во Евангелие по Матеј, зашто тие ќе го видат Бога. Значи, тоа не е мудрост која доаѓа од озгора, туку земна, душевна и бесовска. Ако имате горчлива завист и карање, оти каде што има завист и карање, тоа го гледаме и во македонскава земја последните 10 години, каква завист и карање има во врвот на луѓето што ја водат Македонија, а понатаму и меѓу црквите, и понатаму меѓу сите. А мудроста што иде од озгора, оти каде што има завист и карање, таму има неслога и се е лошо. А мудроста што иде од озгора, Бог, таа е најнапред чиста, мирна, кротка, покорна пред Бог, полна со милост и добри плодови. Ако видите некој човек со такви карактеристики, мирен, чист, кроток, покорен, полн со милост и добри плодови на духот, непристрастен, нелицемерна, плодови на љубовта, братолюбие, честност, сомилост. Плодот пак на правдата во мир се сее од миротворците, зашто има еден стих кој вели: блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји, па бидете и вие, браќа и сестри, миротворец. Од каде се војните и расправиите меѓу вас, па и во Македонија, не оттамо ли од вашите похоти кои се борат во органите ваши? Од каде се војните и расправиите, па и во македонскава земја, пожелувате и немате, убивате и завидувате, не можете да добиете, се препирате и војувате, а немате бидејќи не молите. И мислам дека ова е осликува и состојбата во Македонија денеска. Значи, пожелувате и немате, убивате и завидувате. Кој не го љуби својот брат е убиец, убивате и завидувате, не можете да добиете, се препирате, се расправате и војувате, и немате бидејќи не молите. Господе, ти благодарам што ми подари уште еден ден, отвори ми ова слово. Ти благодарам што ме направи глава, не опашка, да имам во изобилие, да делам, да разделувам, сите да позајмуваат од мене, а јас да не позајмувам никому. Ти благодарам што ме изливаш да живеам живот во благосостојба. Просите, не добивате, просите, а не добивате, 4 глава, 3 стих, послание на апостол Јаков. Просите, а не добивате, оти зло барате. Зло барате за да го трошите во вашите похоти. Господ нема да ти даде да седнеш да го истрошиш својот живот, да не го спознаеш Бог, да не спознаеш дека напишал Свето писмо, Нов завет, случил со тебе со смртта на Исус Христос, а одиш во црква и пееш таму Христос воскресно од мртвите, а вистински не веруваш во тоа.
просите, не добивате од тие зло барате, бидејќи сакате да го трошите во вашите походи. Доаѓаат луѓе бараат да се молат за исцелување, па да си продолжат по стариот начин на живот, па да набрзо болеста се враќа, демонот на болеста. И Господ, односно телото го добива сатаната, а душата чека суд. Прелюбодејци и прелюбодејки, не знаете ли дека пријателството од овој свет е непријателство на Бога? Не знаете ли дека пријателството од овој свет е непријателство со Бога? Прелюбодејци и прелюбодејки, го оставаш Бог, прелюбодеец не значи само да спиеш со туги жени. Тоа значи да го лажеш Бог, да париш свеки, да одиш во црква, да крадеш, да лажеш, да му служиш на мамона и на материјалното, да си врзан за тоа што го имаш денеска. Оти кој сака да му е пријател на светот, оти кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога, бидејќи овој свет е сатански. Во светот нема правда, нема мир, нема љубов. Се е лицемерно. На прсти се бројат луѓе, тој ќе познаете кои имаат мир, љубов, Бог, и тогаш во нив пребива Бог. Или пак мислите дека писмото напразно зборува, со ревност го љуби духот, што го вселил во нас. Во секого од нас има Божји дух, тој е самиот живот, Бог е самиот живот. Така вели Аристотел, интересно. И тоа е еден степен на пророчка уметност. Аристотел кој живеел 100-200 години. 300 години пред да се појави, 200 и нешто години пред да се овоклот Исус Христос, но духот му зборувал веројатно зашто Бог духа дава живот. Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Горделив се знае, јас горд сум на ова, горд сум на она, што си горд, немаш ништо, утре Господ ти ја земе душата. Голи доаѓаме на овој свет и голи си одиме, па затоа покорете му се на Бога, испротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Покорете му се на Бога, испротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Покорен сум ти, Господе, потребно ми е твојата помош. Бегај од мене, Сатана, во името на Исус, од мојото тело, од мојата душа, од мојот живот, од мојот имот, од мојата сопруга, моите родители, роднини, пријатели, од моите деца, од мојата земја, надвор во името на Исус. Покорете му се на Бога и противете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Противете се, спротиставете се со тврда вера. Има на едно друго место во Светото Писмо. Приближете се кон Бога и Он ќе се приближи до вас. Господе, потребен си ми, Господе, што да направам денеска? Господе, ми треба твојата помош. Господи, исцели ја мојава болка. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Направете еден чекор. Исчистете ги рацете грешници, поправете ги срцата своји непостојани. Исчистете ги рацете грешници, поправете ги срцата своји непостојани. Бидете нажалени и плачете и ридајте, смевот ваш нека се претвори во плач, а радоста од тага. Тој зборува за категорија на премин од син човечки, син сатански со грешна природа во син Божји. Понизете се пред Господа и Он ќе ве подигне. Понизен пред Бог, што подразбира да клекнеш на колена, да се покаеш за секој грев што си го сторил, што го сториле твоите предци, да го помолиш да те исчисти, да ти даде сила да бидеш син Божи, да ти го отвори срцето за љубов, да им простиш на сите, зашто и тој ќе ти прости, ти е пишано, простете и ќе ви биде простено. И вие не простувате за себе, туку простувате, не простувате за другите, туку за себе си. Не напаѓајте се еден со друг, браќа. Не напаѓајте се еден со друг, браќа, оти кој го напаѓа братот свој или го суди, кој го напаѓа братот свој, а често го гледаме тоа околу нас, или го суди, тој го напаѓа законот и го суди законот. А ако пак го судиш законот, ти не си извршител на законот, туку судија. Еден е законодавецот и судијата кој може да спаси и погуби. Еден, Отецот Небесен преку Исуса Христа, а ти кој си ти што осудуваш друг? Човеку,
brate, koji si ti što osudуваš звук? Ако го осудуваш законот, законот вели, не судете за да не ви биде судено, или со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери, со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, бидејќи ти никого не си создал, ти не си судијата, значи Бог е тој кој може да спаси и погуби. А кој си ти што осудуваш друг? Има еден стих кој вели, кој си ти што осудуваш тук слуга, бидејќи тој спроти тебе исто така откал земја и е дух животен во кој му дувнал живот. Отецот небесен, тој е создаден по Божиот образ и тој е твој брат, ако не го разбереш тоа, а Божиот закон е љуби го својот ближен како себе си, ако не го љубиш својот брат, кого си го видел, и најблиските не ги љубиме, ако не го љубиш својот брат, кого си го видел, како тогаш ќе го љубиш Бога, како ќе го љубиш Бога, кого не си го видел. Слушајте сега вие кои велите денес или утре ќе тргнеме во оној град, ќе останеме една година и таму ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе стане утре, вие кои не знаете што ќе стане утре, оти што е вашиот живот, тоа е пареа која се појавува за кратко време, тоа е дух кој се појавува за кратко време и исчезнува, место да велите, ако сака Господ да бидеме живи, ќе направиме тоа и тоа. Така е, Татко Небесен, ако сака Господ да бидеме живи, ќе снимам уште многу завети, ќе сведочам за Тебе, ќе правам чуда, Господе, ќе Ти служам, ќе доведам луѓе до Тебе, Христосе, Исусе, по Твојата волја. Ако сака Господ да бидеме живи и здрави, ќе направиме се со Тебе, зашто без мене не можете да направите ништо, вели Исус, но со Тебе можам се да направам, Татко Небесен, Исусе Христе, а сега се фалите, вели Тој со својата гордост. Секоја таква фалба е лукава. Секоја фалба е лукава, гордост. Ти знаеш, се не ти е потребен Бог. Имам еден интересен пријател, му зборувам за Бог, сеќава дека нешто се случува. Уметник и ми вели, му велам, треба да дојдеш до Бог, а вика, не, Бог ми дал живот, ми дал дарба и сега не ми е потребен и сега јас можам сам. Каква заблуда. Греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави. Петата глава, елате сега вие богатите, богат во светот, што значи собира богатство на земјата, плачете и ридајте за страшните маки што идат на вас. Богатството ваше изгни, а лиштата ваши молци ги изгризаш, затоа вели не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и раѓата, туку собирајте си богатство на небесата, каде што ни молец не раѓа ги јаде. Златото ваше и среброто ви зараѓа, и раѓата нивна ќе биде сведоштво против вас и ќе го изеде телото ваше како оган. Сте собрале богатство за последните дни, една приказна. Еден богат човек ги наполнил амбарите, сега сум добар, се наполнив и утре Господ ме зема душата и ништо не останува. Ете платата што сте ја задржале од работниците кои работеа на вашите ниви, и извиците на жетварите дојдоа до ушите на Господа Саваот. Бидете праведни како што е праведен, он има еден стих, значи постапувајте како што постапи Исус. Ако можете, измирете си, бидете во мир со сите луѓе, за да не бидете судени. Се веселевте на земјата и се насладувавте, ги подхранивте срцата ваши како за ден за клање. Тој значи за луѓе кои живеат во светот и не го спознале Бог, имаат пари, не ги интересира ништо. Мислат дека самите се богови решаваат други судбини, крадат, лажат. Осудивте, убивте праведник, а тој не се бранеше. Бидете трпеливи, браќа мои, до доаѓањето на Господа. Ете земјоделецот чека драгоцен плод од земјата и долго трпи за него додека не добие дошт ран или доцен. Па трпете и вие, укрепете ги срцата своји, оти доаѓањето на Господа се приближи. Укрепете ги срцата во Бог. Размислете дека Бог се гледа. Театар значи место за гледање, обсерваторија место за гледање на старите,
обредни театарски форми во Европа, се во Македонија, Кокинскиот и Дионисовиот театар, тие се пророчка уметност, место каде што човекот се излегувал пред лицето на Бог, барал соединување со Бог, барал да биде роден во Бог, барал знак од Бог. Значи, Господ се знае и се гледа, тој што го создал увото нема ли да чуе, тој што е создал устата нема ли да проговори, тој што го создал окото нема ли да види. Еден ден кога одите на суд, не оплакувајте се браќа еден на друг, да не бидете осудени. Ете судијата стои пред вратата, немојте да плачете и да се каете, дека имате малку да се жалите на Бог, бидете задоволни со тоа што го имате. Браќа, како пример на страдања и долготрпенија, земете ги пророците што зборуваа во името Господово. Ги распна, ги секова, ги обесија и тие не се откажаа од Исус, не се откажаа од Бог. Ете, блажени се оние што претрпеа. Сте чуле за трпението на Јов и каков крај му даде Господ. И узнавте каков крај, затоа што Господ е многу милостив и се смилува на него. Јов ја бараше својата правда, на крај ја побара Божјата правда. Интересен момент и Господ му вели: кој си ти да осудуваш Бог? Зар Бог ќе го осудиш? Зар ти ќе му судиш на друг? Ти што не си создал ништо, кој го создал себе ова, кој ти дал живот? А пред се, браќа мои, не колнете се, ни во небото, ни во земјата, ниту пак во некоја друга клетва, да се заколнуваш и врзуваш за нешто, а зборот ваш да биде да, на тие што разбираат, не на тие што не разбираат, за да не паднете под суд и да не осудувате други. И еве ја суштината на христијанството. Ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога. Весел ли е, нека го слави Господа. Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни. Болен ли е некој меѓу вас, нека ги повика свештениците црковни, да се помолат над него и нека го помазат со елеј во името Господово. И молитвата со вера ќе го исцели болниот, и гревови ако направил, ќе му се простат. И молитвата со вера ќе го исцели болниот, и гревови ако направил, ќе му се простат. Исповедувајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да се исцелите. Исповедувајте си ги гревовите еден на друг, тоа е христијанство. И молете се еден за друг, не да се осудувате. Молете се еден за друг, за да се исцелите. Голема сила има, голема сила Божја има молитвата на праведникот. Илија беше човек смртен, старозаветен пророк Илија, беше култна слава, македонци мои. Како и ние, и со молитвата му се помоли на Господа да нема дожд и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци, и пак се помоли и земјата даде дожд, и небото даде дожд, и земјата го даде својот плод. Значи, ако браќа некој од вас се отклони од вистината и друг го поврати, тој нека знае дека оној што обрати грешник од лажлив пат, спасува една душа од смрт и ќе покрие многу гревови. Ако браќа некој од вас се отклони од вистината, а друг го поврати, тоа е задача на христијанин, да го повратиш братот што погрешил, тој нека знае дека оној што обрати грешник од лажлив пат, еден грешник, спасува една душа од смрт. Спасуваш душа од смрт кога сведочиш за Христос, и тоа е твојата задача и заповед. И ќе покриеш многу гревови. Оној што обрати грешник, спасува една душа. Тоа е нашата работа, да бидеме ловци на луѓе, спасители на души, да сведочиме дека Исус е жив, дека воскресна од смртта, дека ја победи смртта, да се молиме за исцелување на другите, да поверуваат, да ги допре Господ, Отецот Небесен, преку Исуса, во својата љубов, а не само да ја пеат песната Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на тие во гробовите живот им подари.
Не само да ја пееме песната, па да си одиме дома и го живееме стариот световен живот, туку на вистина да живееме и да спасуваме души. Пред се да се спасиме себе си, првата битка е за себе, за собствената душа, потоа се молиме и за другите. За спасување на души во името на Господ Исус Христос, кој е се, кој е алфа и омега, почеток и крај, и вели, еве доаѓам скоро, дојди светол Христосе, дојди во Македонија и помогни ни, дојди и во мојот живот. Ти благодарам што ова слово го отвори со власт и сила. Ти благодарам што ги допираш сите оние што го слушаат, ги допираш нивните срца и души внатре да поверуваат и да се сетат дека ти припаѓаат Тебе, Исусе Христе, Тебе, Татко Небесен, и да го изберат вистинскиот Бог, живиот Бог, да ти изберат Тебе, да изберат живот наместо смрт во големата драма која ја живееме, а тоа е овој живот на земјава. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Ти е